Прво се жалеа дека ги нема доволно по улиците. Сега откако полицијата е видливо присутна насекаде, обвинуваат дека сме станале полициска држава, вели министерот Панче Тошковски. Сепак акцијата на МВР за зголемена контрола вродува со резултати. Дури за 60% се намалени бројот на несреќи со жртви. Според министерот ова е само почеток. Со воведувањето на системот Safe City, но и најавата дека трајно ќе се одземаат возила, очекува драстично да се подобри безбедноста на сообраќајот. Сакам да им упатам една јасна порака на оние кои што по мене не управуваат моторни возила, туку управувајќи го моторното возило се во ризик да убијат човек. Управувајќи со брзина од 150 км на час на партизанска, вие не возите кола, туку вие управувате орудие за да отепате некого. Таков тип на возачи кои што ќе сторат, крајни безобзирни действија во рамки на наводното возење на возило. Ќе им биде одземано моторното возило трајно. 142 жртви во 2024 година го вклучи алармот за што побрза имплементација на проектот Safe City. Во моментов се работи на измена на 5 законски решенија кои во април ќе се најдат на владина, а потоа и во собраниска процедура. Првите казни ќе почнат од 1 јануари 2026 година. Иако функционирањето на системот ќе се случи порано. Лани 65.000 прекршоци како последица на недозволена брзина. 22.000 прекршоци сторени од страна на луѓе кои што никогаш не положиле за возачка дозвола, а при тоа управувале возило. Од 1 до 20 февруари полицијата изрекла вкупно 18.132 казни за различни сообраќајни прекршоци. Неголемиот број се однесуваат на пречекорувањето на брзината, околу 6.000. Македонија е меѓу земјите во ЕУ со висок процент загинати во сообраќајки на милион жители. Ако во ЕУ ваквиот процент е 50, а во скандинавските земји 40%, кај нас е пораснат за 75%.